И време е за нашата заедничка дружба, па добре дојдовте, драги мои. И денес актуелни теми, онако што треба да го направите е да останете на оваа фреквенција. Во продолжение, децата со посебни потреби се пред се деца на кои што им е потребна љубов и големо внимание. На таа тема зборувавме со еден од основачите на Сдруженијето Сплутени срца, Зоран Јалков, кои се нивните цели и предизвици, зошто сакаат да се оцелат од државава. Ајде да погледнеме во продолжение. Разговараме со Зоран Јалков, основач на Сдруженијето Сплутени срца, односно ќе дознаеме нешто повеќе за децата со посебни потреби, бидејќи пред се и тие се деца на кои што им е потребна многу љубов и многу внимание. Зоран, добре дојде и како си? Па, не би можело да се каже дека сме добро, бидејќи во целата ситуација што е во земјата, особено сега и со вирусот, само уште повеќе проблеми се јавија кај фамилиите на деца со посебни потреби, меѓутоа ние се бориме. Така што Како што кажавме, пред се треба добра волја и упорност, како што си и ти упорен човек кој што е подготвен за идните предизвици. Ја спомена и ситуацијата во земјата кој што веќе го обиколи светот. Дали во тебе представува некоја паника, дали во врска со оваа ситуација знаеме дека треба да ги почитуваме зададените мерки? Па да, ние секако ги почитуваме мерките, дури и кога не беше коронавирусот, ги пазевме децата, бидејќи повеќето деца се и со нарушено здравје знаат да бидат, така што ние внимававме уште пред короната. Така што сега уште повеќе внимаваме. За жал има и разборени деца, но едно од дечињата во Скопје почина со Даунов синдром. Така што тоа е животот, борбата продолжува. Така, како што кажавме, мора да ги почитуваме препорачаните мерки и се надеваме на подобро утре, за да излеземе на крај сите победници. Зоран, зборуваме на една доста чувствителна тема, како што кажав и на почетокот, пред се станува збор за деца со посебни потреби, на кои што им е потребна многу љубов и внимание, но пред се и поддршка за тие да можат да живеат како што и заслужуваат. Да се вратиме на самиот почеток, кои може да бидат знаците, кои што може да бидат препознатливи за да ги препознаат родителите? Па знаците се после раѓањето обично децата напредуваат како што треба. Ретко се јавува во почетокот некои особени знаци во кои што би знаел ти дека детето е со посебни потреби. Меѓутоа потоа, после една година и пол, почнува да се јавува нарушување на сон, нарушување на социјална интеракција, значи може да се случи децата да не гледат во очи кога зборуваат. Така што тие некои ситни работи ги има, меѓутоа проблемот е што во развиените земји овие нешта се детектирани од професионалци, од педијатри. Сега кај нас не се доволно обучени. Родителите си се родители, не можат да бидат и доктори, и нутриционисти, и се. Сега тоа е проблемот и со раната детекција. Значи во Македонија касни раната детекција, колку порано се детектира проблем кај едно дете или нарушување, толку поресно може да се дојде до терапија и повеќе да напредува тоа дете. Кај нас тоа недостасува. Родителите обично се оставени да рутаат по болници, да рутаат по испитување, значи сами на себе. Затоа и ние имаме групи за поддршка по социјалните мрежи, така што може да комуницираат со нас. Така, кажавме дека првите знаци може да бидат недовекнување на името, делење од социјалната добра. Подоцна, кои може да бидат најчести диагнози и состојби кај децата со посебни потреби? Па има сега за жал има многу диагнози. Не ретко се појавуваат и ретки болести во посредно време. Некои има тренд и згоремена статистика. Значи само во последните година-две приметивме многу нови деца, што е загрижувачки. И загрижувачки е што државата, институциите не превзимаат. А која е причината поради сето тоа? Причината Што мислиш дека може да новиот начин на живот, загадувањето,
загадувањето, храната, значи генетика има, значи се тоа е измешано. Сега многу научници пробуваат да одгатнат зошто се зголемува се повеќе и повеќе бројот на деца со посебни потреби. Меѓутоа, тие деца веќе се тука и многу е битно да се делува, да се помогне на овие деца. И сега има, да се подаде рака. Особено од институциите, што во земји како нашата изостанува, обично е декларативно, пред избори. И во суштина, дури и кога сакаат нешто да помогнат, проблемот е што не прашуваат нас. Значи, за да помогнеш на некој, треба дури да си најстручниот. Не е лошо да го прашаш оној кој што буквално го има тој проблем. На тој начин ќе добиеш и нови перспективи на кој начин може да го решиш. И се донесуваат, примерно, некој пат закони кои што се неупотребливи за нас и нашите деца. Така, ти секако си основач на Сдруженијето Сплотени срца. Кажи ми колку е тешко, бидејќи можам нели да препоставам дека се е на тебе. Пред малку изборувавме дека треба нели голема волја, храброст. Па, многу е тешко. Многу е тешко во овие околности. Меѓутоа, немаме друга опција освен борба. Во многу често сме во дилема дали веќе да се откажеме, да си одеме од земјата, и во последно време размислувањата се и тие, за жал. Некои од нашите родители се спасија, се отидоа од Македонија, што е многу жално. Јас се надевам да успееме тука, бидејќи сите неки имаат шанса да се одат. Затоа мора да се избориме за оние кои што ќе останат тука, барем да имат основата да им е покриена за нив и нивните деца. Пред се борите за вашите деца, за иднината на тие деца, и кои за што е идните потребна. генерации деца со посебни потреби, бидејќи идни генерации многу повеќе ќе има, за жал. Да позборуваме малку повеќе и за раното детектирање на церебралната парализа, што можеме да кажеме во врска со ова? Не може то да се каже. Во разговор со родителите на деца со церебрална парализа, кај повеќето кажуваат дека кај ни тоа доаѓа стихино. Меѓутоа би требало да има испитување. Не е лошо да има испитување. Значи, подобро е да го испиташ и да не биде ништо, да се дадат во крајна линија пари за испитување, отколку да дојде до некое нарушување. Дури и да дојде, ако дојде, дури ако е во почетокот рано детектирано, дури и церебрална парализа деца имаме случаи што се дигнати на нозе. Значи, ние во новиот центар, ако успееме, значи има веќе екзоскелети. Значи, најново за децата со церебрална парализа се екзоскелетите. Значи, тој скелет се обрекува на детето и му помага. Значи, тоа е еден вид терапија која што помага на сите мускули. Детето оди на нозе. Значи, можеш да го дигнеш детето, да има чувство и да оди со тој екзоскелет. Ете, постои надеж. Да. Знаеме дека денес се повеќе се зборува за аутизмот, но за жал нема некоја дефиниција што може да представува. Само знаеме дека потешкоти во говорот, јазикот и невербалната комуникација, потешкоти во социјалната интеракција и потешкоти со фантазијата и внатрешниот говор, па што можеш да ни кажеш ти, кои се знаците и симптомите на аутизмот? Кај аутизмот е карактеристично што нема две деца кои што имаат ист обрик на аутизам. Значи, аутизмот е многу различен кај различни деца. Сега се зависи од терапиите, се зависи од раната детекција, од тоа дали логопеди работат, дефектолози со него, значи од многу работи зависи. Зависи од родителите, како е прифаќаат целата ситуација, бидејќи имаме многу случаи каде што родителите не сакаат да ја прифатат реалност, дека нивното дете има аутизам. Сега има и повисок обрик на аутизам, Аспергер синдром, кој што децата зборуваат, меѓутоа имаат пречки во социјалната интеракција, што представува проблем. Особено веќе деца во пубертет, горен проблем се јавува. Така недоволна комуникација со другите дечиња. Да. И отвореността, за жал.
Така. Но сепак треба да се помогне, нели? Да. А како што кажа и ти самиот дека не треба да се срам, да Да. постои срам, едноставно да се праша сручно лице и да се гледа иднината на детето. Па најдобро би било во прво време да не плашат нас, родителите кои што веќе бидејќи во малите градови сите се знаеме. Значи отворени сме ние што сме родители, што не познаваат, можат дури анонимно да не исконтактираат. Не мора ни да се кажат кои се. Значи мојот број јавно го кажувам 078 498 340. Значи нека се јават за ние да ги упатиме. Затоа што колку порано се почне со терапија, толку подобро. Да. Така. Дури анонимни нека бидат, не мора ни да ги знаеме, нека ни исконтактираат за да им кажеме помош. искуства, да, за помош. А како стоите во врска со воспитно образовниот систем? Па има нели закон за инклузија, што во нашата земја е илузија, во суштина се е фактор среќа. Например, еве во случајот со моето дете ние имавме среќа. Еден вид инклузивано е во Ванчо Прке, бидејќи наставничката е извонредна личност пред се и го прифати. Децата се зратни, значи скоро сите деца го прифатија, што во многу случаи изостанува. Ние имавме среќа, меѓутоа имаме други родители кои што ја немаат таа среќа. Исто е многу битно логопедскиот тим во училиштето. Значи исто имавме среќа во нашето училиште Ванчо Прке да имаме добар логопедски тим, но не дека не сакаат да работат во други школи каде што се има проблеми, меѓутоа изостанува обуката нивна. Значи во многу случаи тие со нивната плата се примовани доколку сакат да се унапредуваат сами да си ги плаќаат курсовите, што е нонсенс, значи. Да. Затоа што имаат други трошоци тие луѓе и Малку е потешко. Да, малку е потешко. Тоа би требало државата да го превземе, што не е ни скапо, бидејќи доколку се ангажираат институциите, има многу невладени странски организации кои што бесплатно би ги држеле тие обуки. А како основач на Сдруженијето Сплотени срца, кои се вашите цели, идеи, предизвици? Знам дека секојдневно се соочува со многу потешкоти, па што можеш да ни кажеш за ова? Па сега мисијата наша, значи мојот сон, мисија е, направивме проект за рехабилитацијски центар во Штип. Меѓутоа тоа е пилот проект, значи ние сакаме такви 9 центри во Македонија. Што ќе вклучува тој центар? Значи во тој центар ќе бидат вклучени сите деца со посебни потреби, без разлика на дали е со церебрална аутизам. Значи во овој центар ќе биде само одржлив центар, затоа што една од терапиите е работна терапија. Значи ние сакаме работно да ги оспособиме нашите деца колку е возможно тоа. Значи да ја дадеме еден самостоен живот, бидејќи да не се важиме. Може би за типичните деца е битно да знаат што е гигабајт, што е, значи, или географија. За нашите деца е битно да знаат едни јајца утре да се испржат, значи да знаат да не се повредат. Колку може да напредуваат толку. Сега, во овој центар ќе има производство на здрава храна и ќе има погон за пришани играчки, каде што децата што се тактилни ќе бидат обучувани за работа во овие. Затоа што можат многу да понудат. Значи, има и пофункционални деца со посебни потреби што не е дадена шанса во ова општество. Што можеме да го забележиме во други земји кога сме биле. Еве кога бев во Париз, Постојат разлики, нели? Да, шеф на смена на Ејфеловата кула, значи беше лице со церебрална парализа. Што тука е научна фантастика. Значи тие го оспособили, тој беше шеф на смена. Така, одлично. Мислам дека треба малку и ние да погледнеме од странство како е, затоа што да се насмеат лицата на оние дечиња. Па интересно е што во странство ја забележаа нашата идеја за рехабилитацијскиот центар, особено делот за самоодржливост, и се заинтересирани тоа да го приманет кај нив. Штета е што тука кај нас тоа не го приметија нашите. Се надеваме да успееме да купиме конечно земја, да почнеме со градба. Се надевам дека оваа година тоа ќе се случи и во текот на наредната, бидејќи инаку би требало да размислуваме за одење тука, затоа што едноставно
веќе годините натежнуваат и стресовите. И доаѓа се како нешто Па, потешко. Па веќе имаме водители што ни починаа. И најболното плашење што ќе биде со нашите деца сега уште повеќе ни тежи, бидејќи до вчера си се смеел, си плакав, си се борел со некој родител и веќе го нема и не знаеш што ќе биде со неговото дете и после се плашуваш што ќе биде со моите деца. Да, која е твојата еднина. Да. Јас се надевам дека работите ќе се подобрат и дека конечно твојот сон ќе стане реалност. Ти си еден прекрасен човек, пред се упорен, татко на две прекрасни момчиња, нели? Да. Што им патуваш на другите родители, знаејќи дека живееме во едно стресно време? Па, им упатувам да се борат. Значи, многу е стресно, многу е тешко, ама немаме друга опција. Значи, не можеме да бегаме од проблемот и ги повикувам секој да придонесе. Дури планираме и активно да се вклучиме во локалните самоуправи. На наредните локални избори во повеќе градови планираме да излеземе со независни листи. И во овој нашиот случај нема да биде политика, туку ќе биде борба за живот. А бидејќи ние знаеме што е проблемот на луѓето, значи ги имаме проблемите, за разлика од оние што кажуваат дека ги знаат, а не ги знаат, и тоа е целта. Значи, наши родители кои што ќе врезат како советници, платите ќе им бидат хуманитарно. Значи, нема да парите како советници ќе одат за хуманитарни цели. Така што и на тој начин ќе пробаме да се бориме, затоа што цело време ги мориме, а во суштина Да се слушне вашиот да, глас. а во суштина тие мора да помогнат, значи а ние ги дури мориме и сепак не помагаат, така што решени сме крајен чекот тоа ќе биде. Друг чеков е тражење азири по амбасади или на било кој начин одење од земјата. А се надевам дека тоа нема да се случи, бидејќи што е земја ако секој од 10 луѓе 9 сакаат да се одат од замени, неа. така. Да. Постои уште еден тежок пат, но со голема упорност и труд, како што кажавме, и пред се волја. Господ е тука и се надам дека, како што кажав, дека твојот сон конечно ќе стане реалност и ќе можеме повторно да му се убедиме надеваме. дека веќе тој центар е направен и дечињата конечно ќе можат да кажам дека ќе уживаат и ќе ги добијат својата потребна нега. Зоран, јас ти благодарам за одвоеното време и ти Благодарам и на посакувам вас. се најдобро и чувај се. Да, фала многу. Како што кажа и самиот Зоран, сите сме еднакви и зошто да не оној кој што има зошто да не помогне на дечињата да им се врати на смевката. А во продолжение, драги мои, ќе погледнате и ќе дознаете нешто повеќе за неговиот приватен живот, а сите го знаеме по улогата на Марио во Преспав. Станува збор за нашиот познат актер Васил Зафирчев. Еве што тој ни открива нам. Кажавме нели дека животот носи своји предизвици или некои на пример ризици. Како ти се соочуваш со предизвиците и дали на пример некогаш си се двоумил дали да направам оваа работа, па дали да прифатам, па што ако не излезе нешто како што треба? Сомнежи секогаш имало. Тие некогаш доаѓаат од оние кои ви ги нудат ангажманите, некогаш доаѓаат од вас самите, во смисла на тоа дали е таа улога, тој ангажман адекватен за вас, како уметник, како ниво, како начин на мислење и така натаму, но јас без оглед на се секогаш сум се трудел да бидам крајно професионален и посветен на секој еден предизвик, без оглед на тоа што јас лично сум мислел на тоа. Не сите улоги и представи во кои сум играл и ми се допаѓале лично. Но тоа не прави професионалци, секогаш да одговориме на ангажманот, на очекувањата кои ги има од нас режисерот, театарот, екипата и така натаму. Така. Кажи ми, која ти е најдрага улога до сега? Неблагородно да ги одвојам улогите. Секоја е важна, секоја улога има дел од мојот живот, дел од времето и енергијата, која што сум ги посветил. Секако има неколку улоги кои што
не подраги од другите, но се позначени затоа што биле голема пресвртница во мојата професионална кариера, но и животно. Има такви улоги како што се пианистот, како што е Спиноза, како што е Онегин, како што е Буто перформансот. То се знаете улоги кои што отвараат едни нови светови за вас. И тие ве менуваат, ви го превртуваат животот, ве менуваат, ве прават поинаков од она што сте се познавале до вчера, и токму во тоа е убавината, затоа што секое ново пространство во кое што уметникот ќе тргне да истражува носи нови благодети, носи нови подароци. И тие подароци потоа ви го менуваат животот, ви го менуваат начинот на мислење, на чувствување, и тоа ви отвара некои нови хоризонти кои допрва ќе можете да ги истражувате и како човек и како уметник професионално се. Васил, што мислиш, дали ние денес го негуваме театарот? Па тоа е индивидуално. Јас можам да говорам за градот во кој што работам и театарот во кој што работам. Театарот има пред се концентрична моќ и тој се однесува на публиката која што е дел на едницата, а заедницата е активен чинител како уметност, како жива култура и на што генерално кога гледаме Македонија има многу театри. Сите се државни, сите се под капата на Министерството за култура. За жал, ние се уште немаме пазарна уметност, немаме приватни независни театри кои што можат да функционираат на подолг рок, освен ад хок со некакви проекти. Меѓутоа, за театарот и градот во кој што јас живеам и работам, можам да кажам дека имаме прекрасна публика. Публика која што сака театар, која сака да доаѓа во театар и за која што театарот не е само чин уметнички, туку е дел на социјалната култура. Нашата публика не доаѓа само информационо во театар и во потрага по доживување. Тие на една иста представа доаѓаат по неколку пати, затоа што уживаат во чинот на тоа да дојдат во театар и да уживаат во представите кои се дел од нашиот репертоар. И тоа ја оправдува инвестицијата, зашто велес нова театарска зграда после долги децении работени субстандардни услови за уметничка работа во страната, затоа што Велес има традиција, а тоа е така токму затоа што има публика која што го сака театарот. И мене ми е многу драго што повозрастните генерации лесно го пренесуваат на помладите, така што имаме и многу голем дел на млада публика која доаѓа на нашите представи. А ако погледнеме статистички, да речеме во последнава 2019 година, повеќе од 34.000 гледачи од Велес ги посетиле нашите представи, ако земеме в предвид дека Велес е град од околу 47-8.000 гледачи, што значи еден голем процент од жителите на Велес редовно доаѓаат во театар. Тоа е за почит и за пофал. Да, тоа е нешто прекрасно. Ние со нетрпение ги очекуваме вашите театарски представи, па се надеваме дека ова што попрво ќе заврши, па така да се вратиме нели во нормала и да присуствуваме повторно и сите заедно нели да се смееме, овој период да остане зад нас. Играш ја улогата нели во најхумористичниот лик Марио во најгледаната серија нели кај нас Преспав. Дали имаш на пример некои заеднички особини со Марио и како сето тоа на пример изгледаше нешто, некои карактеристики малку повеќе да ни откриеш за таа улога? За тој лик. Ликот на Марио го градевме од постепено. Тој произлезе од авторската идеја на продуцентот Пеце Талески или Онора Венинова, која што беше и автор на сценарија и режисер на неколку епизоди. Меѓутоа, понатаму во соработката со главниот режисер на серијалот Игор Иванов Изија и со другите режисери кои што работат како Вардан, ги градевме ликовите односно тргнавме од авторската идеја за концептот на серијалот, потоа ние актерите како дел од екипата додававме некои свои размисли за ликовите, така што да, Марио има неколку сличности со мене. И двајцата сме јогисти, вегетаријанци, не јадеме месо, сме свртени кон таа источна духовна традиција на
на јогата, на креативната визуализација, на медитациите. Карактерно сме доста различни, затоа Марио е многу поитар од мене, многу поснаодлив, многу поголем Така. манипулатор. Така што има големи сличности и големи разлики. Но она што е најважно е што мене ми актерски ми беше и се уште ми е голем предизвик, затоа што првенствено е тоа лик кој што се обраќа на еден за нас туѓи јазик, хрватски. Се разбира, најлесно е кога човек создава и твори на мајчиниот јазик. Меѓутоа, тоа пак од друга страна на ликот му даде еден убав квалитет, затоа што тој сега зборува на еден јазик кој што е кованица, мешавина од македонскиот и хрватскиот, а тоа му дава една комична, по-хумористична карактеристика. Од друга страна е динамичен лик кој што е направен во црно-бел, што многу брзо преоѓа од една на друга страна. Тој е лик со многу маски на себе си. Тоа е исто голем актерски предизвик. Но она што е најважно е дека за мене лично како дел од тој проект покрај улогата, разбира е самиот проект, самиот факт што за прв пат во Македонија успеавме да направиме еден телевизиски проект кој што во континуитет произведе веќе јубилејни 100 епизоди, што е дека тоа е прв македонски ТВ игра во моментов се емитува и во друга земја, кој чии авторски права се откупени за емитување телевизиско во Бугарија, на BTV телевизијата, односно на нивниот канал комеди, на кој што се емитуваат ситкоми, хумористични, комични серии од тој формат. Така што тоа е голем успех и тоа не го гледам само како добра предиспозиција лично за нас како дел од проектот, туку тоа е одлична предиспозиција за нашата фела, за сите оние кои што се занимаваат со телевизија и филм, затоа што тоа ќе отвори многу нови врати за некои идни продукции, режисери, серијали и екипи кои што ќе сакаат да се изразуваат себе си во телевизијата како медиум, а телевизијата е многу моќен медиум кој многу брзо допира до гледачот. Самата моќ на телевизијата преспав успеа да создаде огромна армија на верни гледачи и фанови кои што со нетрпение очекуваат нови епизоди, кои со нетрпение очекуваат петата сезона која што продукцијата е најави до крајот на ова 2020 година. Супер. Ние ќе бидеме верни пред малите екрани и ќе очекуваме, се разбира, за како што кажав, нели, да се смееме заедно и неколку тие минути да се отргнеме, нели, од реалниот свет. Сега вака верувам, нели, дека и со другите глумци убаво си живеете. Ајде кажи ми некоја интересна случка, на пример, дали сигурно дека има, нели, за време на снимањето или пред снимањето? Како нема, има многу. Ние од тоа правиме и по тоа making of, во кој што тие моменти кога се прекинува снимањето заради предизвикуваат најчесто хистерична смеа и меѓу актерите и меѓу техничкиот дел од екипата од другата страна на камерите. Има навистина многу, тоа можат гледачите да ги погледнат тие making of-ови во кои се вметнати тие моменти на изненадување. Тоа се моменти кои се надвор од договореното, од очекуваното. А ги има многу затоа што самите ликови се живи. Самите ликови предвидливи. Некогаш да речеме некој ќе успее да изреагира некако неочекувано и тоа не секогаш успеваме професионално да го покриеме во смисла на тоа да ја задржиме концентрацијата, фокусот и вниманието и да продолжиме со снимање. Многу често се прекинува снимањето, затоа што таа смеа е загуга, нешто се случи што не е очекувано, тоа предизвикува заразно смеење. Инаку морам да кажам дека многу се дружиме со колеги кои играат во серијалот. Јас лично првенствено со Јелена Јованова, со Сашко Потермице, монтажер на серијалот, кои се Штипјани по потекло, нели? Но се дружиме и со целата екипа. И самата продукција многу пати знае во процесот на подготов месец, 2 месеци понекогаш, целата подготов да ни организира дружби. И многу често се собираме кога тоа ни го дозволува времето. Затоа ми се многу драги луѓе, покрај тоа што ми се драги колеги, ми се драги пријатели
и луѓе со кои секогаш со задоволство сакам да се дружам, затоа што се топли, убави, вистински луѓе. Луѓе кои ја даваат на убава смисла на живењето, покрај тоа што се дел од вашиот професионален живот. Да. А па во овој момент да ги поздравиме сите глумци на Преспав и тие што се зад камерите и си знаете дека ве очекуваме да побрзате малку. Па се надевам, најавена е 5-та сезона до крајот на годината, меѓутоа со оглед на ситуацијата во која што сме, која што е сама по себе непредвидлива, не знаеме како ќе се одвиваат работите до крајот на годината, но како и да, јас верувам во искрените намери и посветеността на продуцентот Пеце Талески, на целата продукција која многу посветено работи на Преспав. Тоа се прекрасни, млади луѓе, талентирани и способни, со многу знаење и многу посветено работат на продукцијскиот на Преспав. Така што садевам и да не биде до крајот на годината, ќе биде скоро. Чекувам дека Преспав заслужува да живее уште многу зони, уште многу. Така. Васил, вети ме дека мене прва ќе ми известиш кога ќе започне 5-та сезона. Јас морам прво да знам. Вету. Така. Вака. Сега COVID-1 без 20 е нели специјална емисија која што вие заедно ја снимавте волонтерски и сите тие средства отидоа за фондот на борба против COVID-19. Ајде нешто повеќе да ни кажеш за тоа. Па бев ми изненадан. Тоа е идеја на продукцијата и на продуцентот да направиме едно изненадување за нашите верни фанови, за гледачите воопшто, затоа што во овие кризни времиња епизодата со сите неопходни мерки за заштита, нели? Со заштитни маски, со дезинфициенси, со ракавици и така натаму, со задолжителна дистанца 2 метри. Како пак во иднина ќе функционира ако ова продолжи на подолг рок, но се разбира, ние сме професионалци, продукцијата се потруди да ги обезбеди сите стандардни, безбедносни за наше здравје, без оглед на професионалниот ангажман, така што многу успеавме да направиме една смешна епизода токму на тема коронавирус и начинот на кој што ние тргнуваме менталитет, нели, се справуваме со вирусот, но во ја испрати една сериозна порака да бидеме паметни и одговорни во овие ситуации, да потсети дека борбата со вирусот е практично пред се лична борба на секој од нас. Значи, тоа да разбира да сме првенствено кон себе си, собствено, потоа и кон здраве нашите најблиски. Така. Да се надеваме, како што и кажавме, дека се ќе помине и дека ќе останеме борци во оваа борба и дека после тоа се ќе остане зад нас, да почнеме нели повеќе со смеа и мислам дека треба повеќе да ги цениме луѓето околу нас и дека се тоа ни донеса некаков период да застанеме и да се запрашаме што правиме со нас, што правиме со нашиот живот, каде грешиме, да се надевам дека сите ќе го размислиме на еден начин. Кажи ми, дали некојаш во животот си доживеал разочарување, нели, понекогаш знаеме нели да бидеме и тажни. Некои случаи кои што ни се случуваат во животот. Како ти го надминуваш тој пораз и како одиш напред со окрената глава? Разочарувањата се секогаш врзани со очекувањата. Што поголеми и повисоки очекувања, то поголеми разочарувања. Затоа човек е секогаш најдобро да се сврти кон себе си, кон оно што го има сега и овде и да биде благодарен за тоа. Да е благодарен за тоа што околу себе здрави и живи се луѓето кои што ги сакаме, кои што треба да го живее сегашниот мир. И оно што сега овде ни се случува никогаш нема да се повтори. Други моменти, други можности, меѓутоа нема да биде така како сега и овде. Човек се посвети токму на таа се разбира животот, носел и убави и неубави нешта и имал добри страни кои за момент знаат да те разочараат. Момент да падат. Човек секогаш треба да свеста за тоа кое што
која подразбира не само се за сето добро и убаво во нас, туку и за сето она што е слабо, лошо, неубаво. Да, Она да. што треба да посветиме внимание, да го промениме, да си помогнеме себе си, да станеме подобри луѓе за себе си. Очекувањата и зачарувањата што доаѓаат и тогаш од сегашниот миг. Тоа сега и овде кое што всушност, во кое всушност почнува и завршува се реално. Да си ја зачуваме позитивната мисла и да одиме кон животот само напред, да знаеме, нели, да си дадеме сила на сами за себе и дека секако да го сватиме животот како некоја наша игра која што мора да ја одиме до крај. Кажи ми, што те научи бракот со Калиопи и како ти ја помина тогаш таа фаза од разводот? Токму тоа, значи токму ова, тоа произлегува некако од претходното прашање, од мојот претходен одговор. Тоа беше едно од моите најубави животни епизоди. Дефинитивно. Кое што само ми помогна да се запознам подобро и повистински себе си, да го почитувам и ценам сегашниот миг. Се останавме оно што е всушност од секогаш сме биле. Добри и вистински пријатели, така што Калиопи ден денес е дел од мојот живот, дел од мојата кариера, од мојата професија. Една од моите најблиски, највистински пријателки во животот, која што не пропуштила ниту еден мој проект, ниту една моја премиера, разбира се кога тоа и го дозволуваат. И незините професионални обврски со оглед на тоа дека и самата многу често патува и многу често отсутна, исто така и јас ги следам сите настани од незиниот професионален живот и многу често се дружиме кога за тоа имаме слободно време. Така што нема ништо страшно кога двајца луѓе ќе се разделат, но доколку и во суштината на нивното препознавање ќе останат она што всушност од секогаш и биле, а тоа е пријатели, луѓе кои вистински се сакаат, кои вистински се почитуваат и кои најдобро си ги хранат добрите и убавите страни еден на друг. Така. Мислам дека вие треба да бидете пример за оние кои што поминале низ таа фаза или оние кои што минуваат, за дека после се треба да се остане, нели, со едно почитување, да се ценат оние работи, сите тие, нели, грешки да се научат, како што кажа и ти самиот. Еве, во овој момент да си ја поздраваме и нашата Калиопи, и да ја посакаме, нели, се најдобро и успех на секое поле. Васил, кажи ми, кои работи тебе ти се најважни во животот? Оние работи кои работи тебе ти исполнуваат и за кои што си исполнати среќа? Покрај театарот, уметноста, на која за мене професија, тоа што заработувам за живот, туку е начин на живот, секако ми исполнуваат и многу други нешта кои се дел од мојот личен живот, а кои имаат голем удел и во мојата уметничка работа, во секој еден креативски процес. Јоги сум, секој да вежбам јога, така го одржувам психоемотивното здравје, медитации, креативни визуализации, кои што се суштински важни за секој еден уметнички процес на истражување, на илуминација, на инспирација, творештво. Вегетаријанец, сум на храната, не само на вегетаријанството, туку и на веганството. Имам домашен миленик шицуто беба со кој што поминувам голем дел од денот, која ме исполнува, ме прави среќен, од секогаш сум ги сакал животните, генерално. Но се разбира, голема страст ми е книгата, филмот, хортикултурата и воопшто контактот со природата. Јас секое слободно време го користам за прошетка во природа, кога тоа ми го дозволуваат ангажманите да отпатувам некаде на планина. Порано се разбира, многу често одев и на скијање, сега многу поретко, токму затоа што токму заради професијата, нели, морам да се штитам јас од
Но јакам природата и уживам во секој едно време во природата, независно дали е тоа во парк или на некој од прекрасните излетнички планински места. А во Штип во саботата се одржа модна ревија, односно во Дом на млади. 5 средни училишта од регионот и Универзитетот Гоце Делчев. Техничко-технолошкиот факултет на иницијатива на Текстилно трговско здружение Текстилен кластер од Штип. Односно својата креативност на младите креатори насловена како денови на текстилната индустрија. Нивното потекнување насочена кон идните генерации. Младите да веруваат и да навлезат во светот на модата. Но нешто повеќе гледаме во продолжение, затоа уживајте. Станува збор за еден многу интересен и долго спреман моден настан. Овој пат се одлучивме да ги вклучиме учениците од средните текстилни училишта и од Источна Македонија, од Штип, од Виница, од Делчево, Берово и Македонска Каменица. А исто и факултетот од Техничко-технолошки факултет од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. И токму идејата беше да видиме младите колку се заинтересирани, колку сака да се вклучат во една ваква активност. Активноста почна некаде во месец јануари со посета на текстилните училишта. Имавме ментор кој што ги подготвуваше учениците, тоа е нашата позната дизајнерка Ирина Тошева и секако професорите од училиштата и од факултетот работеа со учениците. И мислам дека и покрај многу лошите услови што ни ги предизвика пандемијата, ние успеавме да направиме една убава колекција заедно со студентите која што ќе ја презентираме денес. Целта е значи да се зближат образованието и бизнис секторот. Бизнис секторот се вклучи со донација на материјали. Тука ќе спомнеме и циркуларната економија, значи оние материјали што остануваат да не ја загадуваат животната средина, туку учениците да ја градат во нивните колекции со посебни доработки, во насока на реупотреба, рециклирање, редизајнирање и така натаму, што е доста актуелна тема во Европа во моментот. И мислам дека оваа соработка е успешна, ќе видиме и од ревијата и мислам дека ќе продолжи понатаму во насока на зближување на образованието и бизнис секторот и во насока на мотивација на младите луѓе во оваа креативна индустрија. Соработката со кластерот за текстил и компаниите започна пред крајот на минатата година. На почетокот на ова 2020 година започна подготовките за проектот. Тука беше направена една соработка помеѓу компаниите, стручните училишта средни, основно училиште, а беа вклучени и факултетите, конкретно од Штип, Универзитетот Гоце Делчев. Целта беше да се направи една убава соработка, да почнеме со мотивирање на младите од 9-тите оделенија да ја засакат струката, нашите ученици од стручното образование да покажат колку се вредни, креативни и дека може да бидат спремни да влезат во компаниите како вработени таму
а факултетите пак да ги мотивират да студират на нивните студиски програми. И сето ова почна според планот, меѓутоа короната ги направи работите малку да течат поинаку. Во услови на пандемија сите активности се одвиваа од дома, учениците ги прима нашите совети, нашите насоки, ги правеа креациите. Тука беше вклучена и една модна дизајнерка Ирина Тошева, која што ги координираше децата во смисла најдобрите креации да може да продолжат понатаму да се изработат во готови модели. И ова што денеска го се презентира е уствари финишот од нивните активности. Одобрените креации, учениците преку материјалите кои што ги добивме од компаниите, тоа се главно материјали кои што ним не им требат, ајде да кажам отпадни материјали, а учениците имаат за задача да им дадат употребна вредност. Некои од нив ги декорира по собствено видување. Тоа се нивни креации, како ги замислиле и баш во таква форма ги презентираат денеска професионални манекени, а креаторите, односно нашите ученици, ги придружуваа на сцената. Па јас морам да кажам најпофални зборови и огромна благодарност кон текстилниот кластер, посебно на нашата институција, која навистина во овој период, бидејќи е пандемија, знаеме како функционираме сите, но успеа да ни понудат неколку проекти во кои нашите студенти навистина има огромна можност и мотивација да направат нешто и во вакви услови, бидејќи знаеме дека сега многу потешко се функционира и многу потешко можеме ние да бидеме заедно во исти простори за да можеме да дадеме еден поголем придонес кон вакви настани, бидејќи овие настани сметам дека не само за нашиот факултет, туку за сите други институции, средната текстилна школа што од Штип, другите средни училишта кои се од другите градови, сметам дека дават голем прилог и за нашиот град ова представува еден голем манифест, бидејќи Штип знаеме дека е центарот на модата и ние треба значи заедно со текстилниот кластер, бидејќи еве веќе се здруживме со другите средни школи, него сметам дека и од нашиот град треба да има некоја иницијатива. Текстилните конфекции ни помогна во поглед на материјали што не е мала работа. Значи сметам дека сите некако треба од градот да дадеме некоја енергија за да можеме и да имаме проекти нормално заедно со нас, да бидеме во комуникација со општината и да можеме да направиме нешто што навистина ќе остави голем печат за нашиот град. Што јас така го доживувам нашиот град, дека е центар на мода, бидејќи секојдневно овде се креираат илјадници комади кои ние ги праќаме, ги спорачуваме во странство, значи ние можеме тука да организираме и поголеми настани кои ќе траат повеќе денови, како што тоа во претходниот период технолошко-техничкиот факултет, значи имавме неколку проекти кои ги организиравме сами. Значи ние беме иницијатори кои работиме од оваа област и организиравме меѓународни модни реви. Па секако, мотивација е потребна. Индустријата, текстилната индустрија од секогаш имала негативен имидж, не само кај нас и пошироко. И токму со едни вакви активности и проекти ние сакаме тој имидж да го смениме на подобро. И мислам дека кога ги гледам задоволните лица на учениците кои што се вклучени, навистина мислам дека има потенцијал и навистина сум оптимист дека во наредниот период
секако кога ќе помине кризата со коронавирусот, ние ќе имаме деца кои што ќе бидат квалитетни и кои што ќе одговорат на барањата на индустријата. Секако овдека мора да потенцирам дека и Министерството за наука на некој начин води сметка за текстилниот сектор, најавија стипендии за текстилните средни училишта и доколку тоа се реализира, мислам дека ќе успееме да го подигнеме интересот на учениците за работа во овој сектор и за запишување во средното текстилно училиште. А со оглед на тоа дека нашиот град е текстилен, дека има многу работни места кои што може да ги пополнат овие кадри од текстилната струка, треба да им биде мотивација во време кога тешко се наоѓа работа. Од друга страна, дипломите од средното стручно училиште не значи дека треба да работат само на машина. Учениците ги завршуваат своето образование и се оспособени да работат и сами, како например ова што го презентираа денеска, да отворат своји модни студија, своји бутици кај што ќе може да изразат својата креативност. Тоа е од една страна, да види пошироко градот дека има и успех, има и нешто што покажуваат учениците и покрај условите во кои што работеа. А од друга страна, стипендиите кои што ги нуди сега, слушнав дека и министерката даде изјава некаде дека ќе има стипендии за средното стручно образование, треба да биде и тоа дополнителен мотив, но според мене најголем успех ќе има ако уште поблиску се поврземе со текстилните компании. Тие да бидат почесто присутни кај нас во училиштата со најразлични донации од материјали кои што почнавме сега да ги добиваме и ги презентираме денес на оваа ревија, до машини, до обуки за наставници. Значи има многу начини на кои би можеле заеднички на округли маси да дадеме значење на текстилната струка, затоа што сепак поголем дел од градот живее од оваа гранка. Меѓутоа, условите се менуваат, така да се треба да се ускладе со можноста и со времето во кое што сега ние функционираме. Во нашиот град има многу креативци, не само на факултетот, и во средните школи кои после доаѓаат кај нас и во основните школи, бидејќи ние во проектите кои ги организиравме во претходниот период вклучувавме и помали деца во кои сакавме да го откриеме тој талент. Тие цртаа скици, ние правевме модели што сметам дека во нашиот град има огромен потенцијал кој понатаму може да дава прилог не само во нашата држава, туку и во поголемите држави кај што тоа навистина има каде да се промовира и со многу поголем интензитет се работи во оваа област. Од нашиот факултет замина студенти во Англија кои работат во познати авионски компании, што за нас тоа е огромен предизвик, бидејќи еве сега тие ќе продолжат и на втор циклус на студии што може би тие не останаа во државата, но сепак дават огромен придонес во тие компании. Сметам дека тоа е гордост за нашата држава и за нашиот универзитет и за сите тие што се дообразуваат тука, бидејќи каде и да работат, значи тие се успешни луѓе. Тоа е наша гордост, значи сметам дека и тука во Штип се потребни многу кадри од оваа област, но се надевам со текот на промените кои ние се стремиме да ги имаме кон Европа, дека ќе има промени и во текстилната индустрија. И еве на назад во студио и време за одјава. Ви се кажувам повторна средба утре 14:30 часот само на Mnet. Чувајте се.